Општина Куманово размислува до крајот на годината да го продолжи бесплатниот градски превоз. Ова го најави градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски при гостување во емисија на јавниот сервис. Според него мерката ги дава посокуваните резултати, се намалил сообраќајниот метеж низ градот и постигнат дополнителен еколошки ефект. Намалени се и дивите превозници, а создадена е навика за користење на јавниот превоз. Советот на општината донесе одлука и бесплатниот превоз за сега важи до крајот на септември. Председателката информираше дека на идната седница ќе се разгледа извештајот со досегашните резултати, но и таа е согласна дека оваа поволност треба да им се овозможи на граѓаните да ја користат до крајот на годината. На оваа седница на Совет ќе се најде информација во врска со превозот што до сега се реализира, значи показатели се многу добри. Субвенционирање на градскиот јавен превоз се покажа како една од поуспешните мерки кои ги презедовме како изгласавме како Совет на општина Куманово, што се однесува до мој личен став. Мислам дека субвенционирање на јавен превоз треба да продолжи до крајот на година, не само поради економските причини, нели, туку едноставно да се развие таа навика да се користи јавниот превоз кај граѓаните. Изготвената анализа покажа на некои прво колку луѓе го користат јавниот превоз. Ќе слушнете на Совет повеќе информации, потоа кои се точки што беа малку повеќе дискутирани, кои од страна на комисијата беа сугерирани на превозниците на општината, нели, на секторот за комунално, да се подобрат, да се уредат подобро линиите, да им се излезе во пресрет на граѓаните, можеби некое поголемо превозно средство да се стави, такви информации содржи извештајот. Во секој случај е многу позитивен. За првите 9 месеци за бесплатниот градски превоз од општинскиот буџет се одвоени над 750.000 евра.